Речиси без шанси останува донесувањето на изборниот законник до среда, рокот кој го определи Брисел за целосно исполнување на реформската агенда, за да се добијат дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Лидерот на СДСМ цврсто на ставот дека не попушта за гласање на диаспората надвор од гласачкото место. Филипче смета дека постојните изборни правила се добри. Спремни сме и секогаш ја поддржуваме европската агенда, но не по цена. ВМРО протне механизам со кој што можат утре да ја крадат изборите. Ако го тргнат членот, по кој што се менува до сегашниот начин на гласање на диаспората и да се согласат, еве дека се формира работна група, која што доколку треба може да разговара за некој начин соодветен како поинаку би гласала диаспората, да им се олесни на тие луѓе, но не со примери какви што во Европа до сега не функционирале. Добро функционирале изборите до сега. Немало сериозни забелешки. Добро се спроведувале. Премиерот Мицкоски пак вели дека опозицијата свесно одбива донесување на нови изборни правила со цел да има алиби за изборните порази што ја чекаат. Ако сакате некоја работа да не се заврши, тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата сигурно нема да добие онаков тек како што треба да добие. Предпоставувам таа е целта на СДСМ. Ние рековме, вие во опозицијата договорете, се ве ангажирате експерти, работете, правете што ќе правите, усогласете текст, донесете него текстот во кој што ќе биде вклучена и методологија како би гласала диаспората поинтензивно, ние без да го проверуваме веднаш ќе го поддржиме. Ни тоа не го направија. И од коалициската знам застануваат зад предлогот за гласање на диаспората. Изненаден сум што оние што многу често се повикува за потреба на измена на самиот закон, денеска многу повеќе ги гледаме по најлуксузните летувалишта во регионот, каде што испраќаат од јахти и други луксузни локации политички пораки дека не се согласуваат со истиот и го блокираат самиот процес. Претходно од владеачкото мнозинство неколку пати повторија дека понеделник е крајниот рок, до кога ќе ги чекаат опозицијските СДСМ, Левица, ДУИ, Села и Таравари, да седнат и да ги испеглаат разликите околу една изборна единица, финансирањето на кампањите и рекламирањето, како и моделот за гласање на диаспората од далечина. Левица, иако со критика до власта за измените на изборниот, ја презеде иницијативата да свика опозицијски состанок од понеделник, но засега ниту една друга опозицијска партија не ја прифати поканата. Изборниот законник пред 2 недели беше блокиран со 14.000 опозицијски амандмани. Катерина Нешкова, Сител телевизија.